Ви благодарам, председателке, ви благодарам, колеги, на досегашните ваши излагања, процедурални. Јас ќе се држам до процедуралното, односно до предлогот на колишката Благица Ласковска за одржување на јавна расправа, поттикната од комисијата која што е матично тело за сите прашања поврзани со образованието, науката и спортот. Значи, според деловникот, ние, значи, според член 124 и според член 122, јавните расправи потекнуваат и ги иницираат матичните комисии, во овој случај Комисијата за образование, наука и спорт. Ке се држам до ова прашање, значи ке се држам процедурално и ке се обидам да го дадам излагањето зошто токму оваа комисија и токму ова тело треба да биде иницијатор и реализатор на таа јавна расправа, значи главен организатор. Бидејќи, колеги, ние сме тие одбрани да бидеме членови и заменици членови на оваа комисија, а одбрани сме според нашите афилијации, според нашето образование, нашето искуство и нашата компетентност пред се да оцениме дали нешто е применливо, е добро или не е, бидејќи законите кои што ги гласаме овде, стратегиите, значи сите оние документи кои што произлегуваат од собранието се пред се за доброто на граѓаните и ние треба да го предвидиме импактот кој што овие закони ќе го предизвикаат во образованието и во развојот на Македонија како држава и на македонското општество. Значи не можеме ние да правиме закони или стратегии кои привремено се чинат дека се добри. Вие претходно дискутиравте за минати искуства, во кои што самите искоментиравте дека некои избрзани одлуки можеби и не се покажале како квалитетни во нивната реализација. Затоа, колеги, треба од овде, од оваа комисија да потегне таа јавна расправа, бидејќи ние сме тие кои што ја имаме компетенцијата и образованието и искуството да процениме кој се треба да дојде на јавната расправа. Председателке, ви благодарам на дообјаснувањето, но овде ќе се обидам да образложам зошто ние немаме доверба во вашите уверувања дека ќе има јавна расправа. Бидејќи и самата министерка не убедуваше дека ќе биде транспарентна, дека ќе обезбеди широк појас на консултации со засегнати институции, поединци, други правни субјекти кои што треба да го имплементираат, треба да имплементираат оваа реформа, треба да имплементираат стратегијата, треба да ги имплементираат законите. Меѓутоа, според делувањето на министерката за образование и наука во моментов, ние гледаме дека таа самата го игнорира тоа што таа самата го најави. Значи, се сеќавате на една изјава кога таа рече дека само конструктивните забелешки ќе бидат прифатени. Тоа ни остава на нам простор како пратеници од опозицијата, чија што функција ни е пред се корективна и опоменувачка кога нешто не е добро, да покажеме недоверба кон вашата најава дека јавна расправа ќе има. Бидејќи во изминатиот период сме сведоци дека министерката која имено нам ни одговара овде, значи колешке, не можеме ние да и се јавиме на Мила Царовска, бидејќи ние ја гласаме Мила Царовска. Мила Царовска треба нам да ни се јави и она треба тука да дојде и нас да не почитува и да не слуша. Од таму произлегува нашата недоверба и од таму произлегуваат сите овие бројни процедурални забелешки и говори кои што ние ги даваме. Да се расчистиме. Значи не е во прашање дали ќе има или ќе нема. Сакаме да веруваме дека ќе има јавна расправа, јас лично верувам, но како таа ќе биде спроведена, со кои лица, тука довербата е многу нарушена. А нарушена е од министерката, не е од комисијата, не е од председателката на комисијата, туку од самата министерка, бидејќи таа министерка ја манипулира јавноста кога вели дека овој процес ќе биде транспарентен за сите чинители во процесот на образованието. Сега, ако видиме кого консултираше министерката, ќе видиме дека таа повторно ги избегнува и не ги почитува институциите. Бидејќи добро е што имаше прекин на седницата од неколку дена, па имавме време да го дополниме нашиот материјал. Еве и вчера, и денеска, а и претходно, министерката не се гледа со институции, туку се гледа со поединци.
Значи не се гледа ниту со представници официјални на институциите, туку со бирани поединци кои таа смета дека ќе дадат позитивна оценка на незините предложени реформи. Ако вие го избегнувате мислењето на Сенатот на УКИМ, кој е највисок орган на автономијата на Универзитетот Свети Кирил и Методи, а притоа се консултирате со професори, поединци, кои што е очигледно дека имаат афилијација кон моменталната власт и мнозинство, тоа значи дека министерката ја игнорира институцијата и верува на поединци. Како ние да ја вратиме довербата на граѓаните во институцијата, кога нашите министри не ги почитуваат тие институции? Имаше допис и од УКИМ, имаше допис и од факултети, имаше допис од декански служби, официјално подпишани мислења од декани, директори, раководители на институти, кои што се ите како битни за оваа реформа, но Мила Царовска одби тие документи да ги изигнорира, кои што се официјални, произлезани од деканати, од совети, од сенати, на највисоко институционално ниво. Не, таа одбра да се консултира со одредени поединци личности кои што се блиски до моменталната власт. Оттаму, драги колеги, протекнува нашата недоварба и оттаму ние бараме ваква јавна расправа потегна од комисијата и оттаму се нашите процедурални забелешки. Понатаму, вчера прочитавме дека министерката Мила Царовска имала средба со представници на Сдруженија на граѓани. Многу интересно, кои Сдруженија на граѓани? Сорос, Хелсиншки комитет, значи тоа не може да го замени мислењето на Сдруженијето на математичари во Македонија, Сдруженија на музички педагози, Сдруженија на хемичари, Сдруженија на географи, Сдруженија на историчари. Дали се тие поважни за реформите во образованието или е Сорос и Хелсиншки комитет и Уранија Пировска поважна за образованието? Еве кажете вие. Значи дали е поважно едно стручно, струково Сдружение на граѓани или е поважен Сорос? Мене ми е поважно мислењето на оние кои што се вистинските носители на дејноста на образованието во државата, тоа се наставниците. Тоа се професионалците и експертите во своите области. Значи не можете од тука да не убедите да ви веруваме. Како да ви веруваме? Гледајте со кого разговара вашата министерка. Вашата министерка не разговараше со Љупчо Царев, председател на МАНУ. Вашата министерка одбра да разговара со претходни председатели на МАНУ кои што биле блиски до оваа власт. Како да ви веруваме? Со многу сиромашно сиви. Како да ви веруваме кога вие овде го навредувате Блажа Ристовски? Академик Блажа Ристовски. Како да ви веруваме на тоа? Значи, не ни оставате простор дури да сакаме да веруваме, дури да сакаме да бидеме конструктивни. Не вие, но вашата министерка. Не остава простор за доверба, колеги. Никакви. Понатаму, ова покажува целосна нетранспарентност во процесот на донесување на реформи. Реформите во образованието се најважни за една држава, бидејќи образованието ја создава иднината на една држава. Ние мораме да градиме стабилна иднина, ние мораме да градиме стабилно образование. И сега овде ќе се вратиме зошто ние бараме повторно процедурално, бидејќи и во досегашните документи кои што стигаат како документи официјално и според официјалниот документ закачен на страната на Министерството за образование и наука, ние веќе имаме отприлика представа во која насока се планира да се движи таа реформа, која што не е добра. Не велам јас дека не треба, итно е потребна реформа во образованието, бидејќи изминативе, можеби не 30, но 20 години гледаме дека секоја година се послаби и послаби резултати. Значи ова не е од вчера, ниту пак е од времето на ВМРО ДПМН, ниту пак од претходното време. Значи ова е проблем кој што го имаме сигурно 2 децени, но тоа не значи дека тој проблем може да се реши за 6 месеци, колеги. Како мислим министерката да ја почне реформата во септември за еден проблем кој што 20 години се талажал? Значи јас сум научник, мојата методологија на работа е истражувачка. Не можете вие да предложите теза, па дури заклучок на некој истражување без да ги проверите сите факти, сите референци, сите искуства. Не можеме ние за 6 месеци да спроведеме реформа и тоа ни помалку ни повеќе од прво и од 6-то оделение, кај најранливите категории.
6 одделение кои што досега помина веќе неколку вакви пилот проекти на реформи и сега уште ова да им го дадеме. Значи, мора да има јавна расправа во која што секој стручен поединец, институција ќе дојде ќе го каже својот став и мислење, неодбрани луѓе, колеги. Понатаму, не можете да почнете, значи секој стручен човек кој што произлегува од образование, секој прашате го. Луѓе со искуство, луѓе кои што се уште е апликативно се во образованието, кои што се секој ден со кредата и сунгерот во рака. Не можете да ги избегнете тие. И тие се тие кои што треба да се подготват да ги спроведат реформите. Тоа значи дека реформата треба да започне од високото образование. Ние немаме кадар за ваков вид на образование. Насловот на реформата е инклузивно и интегрирано модерно образование. Инклузивно и интегрирано образование не подразбира, колеги, кратење на предмети. Инклузивно образование подразбира инклузија на ученици, студенти со различно потекло, со различни способности, со различни капацитети. Тоа е инклузија. Самиот збор инклузија значи вклучување. Интегрирано образование. Интегрирано образование, колеги, не се однесува на кратење предмети и разместување на предмети и интегрирање на предмети. Интегрирано образование се однесува на методологија. Пред се методологија на работа. Имате интегрирани курикулуми, имате интегрирано образование и интегрирано учење. Значи, тоа е процес, тоа е методологија, тоа е постапка. Не може интегрирано образование да биде дека ние ќе ги интегрираме предметите. Не, се интегрира содржина за сите предмети, во кој што во содржината ќе се интегрираат различни контексти и различни аспекти. Тоа е интегрирано образование, а не бришање на предмети. Дополнително, оно што се предлага е целосно мешање на баби и жаби. Не можете да интегрирате хуманистички и општествени науки. Можете во наставната содржина да споредите, во наставната содржина да посочите на учениците, но не да ги интегрирате предметите, курсевите. Не. Не се интегрира тоа. Значи, тоа е како да немате научна методологија, како да не е прочитано ниту една книга од областа на педагогијата. Така звучи оваа реформа. Затоа е потребна оваа јавна расправа. Велите, еве ќе ви кажам пример, зошто тоа не треба така. Значи, јас сум музичар по професија, тоа ми е основната професија и многу ме заболе тоа што предметите музичко и ликовно образование се сведуваат на скоро неприметни во процесот и тоа особено кај на почетокот на образованието, значи од прво до пето одделение разговараме. Една научна студија во Австралија спроведена минатата година, бидејќи минатата година многу држави од светот ја искористија овој процес да направат анализи, да направат стратегии, да видат каде е проблемот, ние тука не успеавме ниту да го почнеме образованието на време, ниту да обезбедиме услови за сите деца да следат онлайн настава. Јас постојано прашувам Мила Царовска каде е националната платформа, ја нема. Значи никој не ја користи таа национална платформа и студенти сите се уште на Microsoft Teams и така натаму. Значи како да ви веруваме, она велеше, самата таа велеше на собраниска седница дека еве тука е националната платформа ја нема. Процесот, значи пилот проект, односно истражувањето во Австралија покажало дека музиката е и како важна за развојот на логиката, особено кај млади деца. И дека музиката ги поттикнува децата на развој на логични вештини, односно е многу полезна за подобрување на способностите кај децата кај нумеричката писменост, односно предметите математика и слично. И сега да ве прашам. Сметаат сите стручни лица и оваа анализа излегува со резултат дека музиката и математиката се поврзани и дека музиката помага при совладување на сериозно тешки проблеми во математички проблеми. Според оваа логика, значи според оваа анализа, предпоставувам дека одејќи во контекст во насока на тоа што Мила Царовска го предлага, дека ние сега треба да ги интегрираме математика и музика. Тоа треба да направиме. Да нема математика, да нема музика, или да има математика, да нема музика. Едниот е предмет од нумеричките науки, другиот е предмет од уметничките науки. Како ќе го интегрирате ова?
Или не да Боже да й дадам па сега идеја на министерката, па да рече ајде вака ќе направим. Значи не, колешки. Музика и математика се различни предмети, но музика и математика се комплементираат едни со други и музика и математика може да се користат како интегрирана методологија во подобрување на способностите на децата. Ама не значи тоа дека треба музика и математика да се избришат како предмети и да се направи некој друг предмет. Ме разбирате од каде е логиката и од каде е ова апсолутно нелогично решение за оваа понудена реформа. Не навлегувам за последиците на бришењето на предметите како што се историја, географија и слично и нивно интегрирање во еден предмет за кој што се уште не го дознавме името. Ние се уште не знаеме како ќе се вика тој предмет. Општествени науки, тоа не е предмет. Општествени науки е област. Хуманистички науки е област, не е предмет. Значи, очигледно, па сега мора да спомнеме, некој што не завршил 12 години магистратура, очигледно не ги знае процесите во образованието, бидејќи не била доволно самата немала инклузија во образованието или излегла многу одамна од школските клупи, па сега не се сеќава на тоа што значи школска клупа. Значи не можете вака да размислувате. Јас направив едно пилот истражување, бидејќи сум научник, повторно ќе кажам, направив едно пилот истражување Јас се извинувам, бев навистина толерантна, меѓутоа навистина надвор од сите граници на едно процедурално еден сад. Ќе се вратам, да. Значи дајте да можеме сите да се Добро, ќе завршам, на крај сум. Значи ќе имаме јавна расправа и ќе можете точно на тие што се изготвувате тоа да му го упатите. Верувајте, имам уште многу да зборам за ова. Нема тука никаква. Ама доколку ме прекинувате ќе го продолжиме времето. Значи имам многу да зборам за ова и го оставам за јавната расправа. Значи ова не е се кажано. Јас само кажав насоки зошто се обраќам и зошто треба ние да одлучиме кој ќе дојде и од оваа комисија да потегне иницијативата. Само затоа ги зборам. Инаку многу имам да зборам, но оставам за јавната расправа. Верувајте дека имам многу, имам искуство и професор сум и знам што е образование многу добро. На крајот бев, само да знаете, на крајот бев, спроведов пилот истражување помеѓу деца, помеѓу ученици, во кој што ги прашав. Што мислите вие за оваа реформа? Верувајте, децата не знаеа за реформата, тоа е уште поголемата трагедија и тоа е уште поголемата трагедија за транспарентноста на Мила Царовска, кога самите деца не знаат што ќе се случува. И кога им го наведов примерот, значи на интегрирање на предмети, вака ми одговорија. Па добро, може во средно образование така да ни се тргнат, па некои да бидат изборни, па не ни интересира нас историја сите, или не ни интересира музика сите, или не ни интересира биологија сите, да. Но, знаете како, од прво до четврто деление, нас омилени предмети ни беа музичко и ликовно, бидејќи си цртавме и си пеевме, и тоа што имавме повеќе предмети во текот на нашето основно образование, не ни пречеше, туку напротив, ни даде можност да бираме и да го покажуваме својот интерес во тие области, за да можеме понатаму да се насочиме и да избереме во кое средно училиште ќе го продолжиме нашето образование. Значи, ние сега, односно вие, бидејќи ние не ја поддржуваме оваа реформа, доколку се согласите, доколку ја изгласате, на нашите, вашите, на сите деца на Македонија и незината иднина ќе им го скратиме правото на избор. Нема да можат да изберат и да се насочат и нема да знаат, нема да може да ја почувствуваат суштината на различни предмети кои што се порта на одредени врати, каде што се отвараат на одредени идни нивни кариери, професии, каде тие сакаат да се насочат. Значи, спроведете и вие вакво истражување, ве молам, прашајте ги своите деца дома, прашајте ги нивните пријатели, прашајте ги комшиите, прашајте ги сите што сметате дека може да ви дадат релевантен одговор или барем приближно релевантен и ќе видите дека ќе го добиете истиот одговор. И сосема на крај, завршувам, морам да го спомнам ова и не сакам да продолжам понатаму, бидејќи сепак имаме некое достоинство. Се враќате наназад на екстерното образование, се враќате наназад на некои закони кои што беа повлечени, колешке, беше повлечен тој закон. Екстерното образование вие го укинавте, зборувате за работи кои што веќе не постојат, тоа исто како јас да зборувам за моето образование во време на Југославија.
Значи ние треба да гледаме напред, а не да се враќаме назад и да се критикуваме тоа што не било. Не, тука сме за да ги исправиме грешките и да направиме добра програма, добро образование, добра стратегија. А екстерното образование, веројатно го спомнувате, колешке, само заради тоа што тоа беше единствената работа која што ја направивте во образованието во последниве 4 години. Го укинавте екстерното. Точка. Ви благодарам многу.